Семејно бизнис политичките врски на Пуцко Петрол се класичен судир на интереси, а антикорупцијската комисија мора да покаже цврстина и да постапи во овој и во други слични случаи, смета поранешниот антикорупционер Драган Малиновски. Тој би се спречил на начин што ќе бидат дефинирани јасни критериуми, каде и онаа фирма што би идентификувале за блиска до некој од носителите на власта, конкурира, ќе бидеме убедени дека таа го добила тендерот благодарејќи на својата понуда, компетентност, цена и така натака. Значи, максимално објективизирање, максимално држање до транспарентноста во постапката, тоа се на некој начин елементите или предусловите за да се надмине судирот на интереси. Од антикорупцијската комисија за Алфа потврдија дека веќе ги испитуваат семејно бизнис политичките врски на Пуцко Петрол, но не откриваат ништо поконкретно. Од другите институции натаму молк. И председателката на Transparency International Сладјана Тасева смета дека државата мора сериозно да го прочешла работењето на нафтената компанија, но и начините на кои таа ги добива тендерите. Најчесто судирот на интереси го гледаме во постапките за јавни набавки и ние постојано зборуваме дека за време на избори, кој ќе обезбеди поддршка и ќе добие на изборите, може да смета на тоа дека понатаму ќе има добар бизнис, односно ќе може да работи со тендери. И тоа правило ниту еднаш не било непотврдено. Кој и да дојде на власт, секогаш истото се случува. И на ниво на општини, на ниво на институции, и на ниво на повисоко ниво во политиката, поготово кога зборуваме сега за енергијата. Со Пуцко Петрол раководи Асмир Јаховски. Татко му Исмаил Јаховски влезе во собранието преку изборната листа на ДУИ, откако претходно во 5 мандати беше градоначалник на Пласница. Сега со општината раководи неговиот брат Алија Јаховски. Компанијата во последните 3 месеци добила тендери тешки над 7,4 милиони евра. Компанијата сега се наоѓа на 67-то место меѓу 100 најголеми во Македонија.